Поштовани гледачи, добар ден и од мене. Почнуваме со вестите нешто по 14:30. Ова е првото информативно издание во денешното отворено студио 1, низ кое што ќе ве води колешката Анита Кочишки. Еве и до мене во студиото за вести. Како ти е од оваа страна во студиото за вести? Па не знам, како се прв пат ќе видим. Како презентирка на вести. Да. Елена, добар ден и од мене за тебе и повторно за гледачите. Да, студиото веќе го отворивме. Ова е првото издание на вестите. Како што најавивме, на самиот почеток ќе се споиме и ќе комуницираме со нашите колеги кои што се и во Скопје на терен, и во Белград, и во Будимпешта. За почеток треба да го имаме колегата Владко Чаловски, кој што е во Белград, во потрага по многу одговори. Добар ден, Владко. Така, добар ден и од Белград, Анета, Елена. Добар ден, Чаловски. Вели Елена со прашање. Најновата информација ќе ми дозволиш да им ја соопштам на гледачите. Ќе зборуваме за ова подоцна, деталите од Игор Стефановски, ќе ги слушнеме. Само овде ќе пред да ти дозволам да зборуваш, ќе напоменам дека основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција почна предистражна постапка во врска со бегството на Никола Груевски, а секако поради основите на сомнение дека службени лица, злоупотребувајќи ја својата службена положба и овластување, му овозможиле нелегално да ја напушти земјата. Чаловски, во продолжение, секако од тебе ги слушаме најновите информации. Кои се тие детали кои што досега дојдовте во Белград? Така, Елена, ако во Унгарија тие информации многу брзо се раздвижуваат во медиумскиот простор и нормално е, бидејќи нели Унгарија е земјата која што е директно засегната, па оттаму и тие официјални изјави, деманти или што и да е на официјалните лица, тоа е сепак државата каде што поранешниот премиер Никола Груевски бара политички азил. Овде во Србија таквиот проток на информации морам да кажам дека оди малку потешко. Не дека заинтересираноста не е голема, да, и овде медиумите се интересираат, но се сведува повеќе на ниво на шпекулации. Зошто? Бидејќи српските власти, например, не може да се види дека доволно или многу будно реагираат на сите оние шпекулации и сепак нели Србија не е потврдено дека е земјата низ која што Груевски поминувал, но сепак се предпоставува дека е транзит земјата од каде што Груевски стигнал до Будимпешта. Она што можам да кажам е дека колегите новинари во Србија со доза на скептицизам ја прифаќаат она утрешна приказната од утрово на српска политика која што вели дека Груевски всушност заминал за Будимпешта преку Тирана со тоа што ја поминал границата помеѓу Македонија и Албанија со лажен пасош. Таквите информации српските колеги, барем дел од српските колеги или нашите соработници велат дека сепак се работи за еден вид на отргнување на вниманието. Ние, бидејќи пробавме да стапиме во контакт со српскиот председател Александар Вучич, односно да ги видиме активностите на српските власти овде во државава, добивме информација дека тој денеска пречекува висок представник на Бундестагот и дека за време на таа посета ќе бидат дозволени само видео инсерти, а изјави нема да има и само по средбата ќе следи соопштение што морам да кажам дека потсетува на една практика која што се случуваше во Македонија изминативе десетина години. Оно што можам да кажам е дека нам ни следуваат неколку интервјуа, само ќе кажам дека на 1 ТВ ќе може да се слушнат размислувањата на Панчич, со кого разговараме денеска, како и лидерот на покретот на слободни граѓани или движењето на слободни граѓани Јанковиќ, со кого исто така денеска разговараме и тие ќе бидат емитувани во рамките на Студио 1. За сега толку можам да кажам од Белград. Повелете ако имате уште некои прашања. Да, само на крајот уште една оценка, иако тоа низ твојата изјава можевме да го слушнеме, останува тоа дека заинтересираноста на медиумите во Србија не е на кој знае колкаво ниво кога станува збор за бегството на Груевски и тоа како успеал да ја прелета или провози
Србија за да стигне до Унгарија? Ние рековме, да, Анета, ние рековме дека нашите соработници во Србија велат дека барем при разговорите со нив велат дека има индици дека на Груевски можеби им помогнале српските власти. Рековме дека затоа сме овде да ги видиме сите информации за тој транзит. Можем да кажем еве дека утрово токму Јанковиќ реагираше дека српските власти му помогнале, односно да потсетиме дека како што рече Јанковиќ, можеби Вучиќ на тој начин преку српските служби ја планира својата иднина. Да, сликата во Србија се чини иста како и во Унгарија. Опозицијата е расположена да зборува и да дава изјави за разлика од луѓето од власта кои што не се толку заинтересирани. Владко, имаме мал технички проблем, немаме повеќе слика од Белград. Се надеваме дека за следното јавување и известување ќе можеме да имаме повторно и со слика. Во оваа прилика и во овој временски термин кој што беше предвиден за твоето јавување, ти се заблагодаруваме и те очекуваме со следните јавувања во текот на денот. Да, следен по содржините, Анита, секако е колегата Игор Стефановски од пред судот, кој што ќе не информира за деталите од овој, односно за тоа дека е почната предистражната постапка. Меѓутоа, јас би сакала да искористам еден момент да соопштам информација која што сега ја гледам во медиумите, односно унгарската амбасада во Тирана ниту ја потврдува, ниту ја демантира информацијата на регионалните медиуми дека поранешниот премиер Никола Груевски една ноќ минал во оваа амбасада, пошто од меѓународниот аеродром во Тирана заминал за Будимпешта. За тиранската телевизија Топ Ченел од амбасадата кусо одговориле дека не ги коментираат процесите кои што се во тек. Ова е коментар од унгарската амбасада во Тирана по наводите во некои медиуми дека Груевски преноќил една вечер во Тирана. Во продолжение го слушаме Игор Стефановски. Овој пат ќе се слушнеме, се надевам. Елена веќе влезе во вестите со една најнова информација, тоа е дека основното јавно обвинителство започнала предистражна постапка во врска со бегството на Груевски. Игор, повели. Благодарам, Джугуманова. Токму написите во медиумите во однос на бегството на поранешниот премиер Никола Груевски се индици за основано сомнение на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција да отворат предистражна постапка во однос на бегството на поранешниот премиер Никола Груевски. Тоа што го соопшти ова информацијата која што и произлезе како соопштение од редовното обвинителство кое што се протече всушности пред малку на самиот сајт на обвинителството во Република Македонија. Имено оваа постапка следи за предистражна постапка за отварање следи од како Груевски веќе се бара и со меѓународна, но и со домашна потерница. Во кривичниот суд го прашавме и поранешниот директор на тајната полиција Сашо Мијалков дали има некаква поврзаност во однос на бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, но тој не беше концизен во неговите одговори. Да не должам многу, да видиме што точно одговори екс-директорот на УБК Сашо Мијалков пред малку. Дали му помогнавте за бегството на Груевски? Дека сме за друг настан, ќе ве молам. Господине Мијалков, дали вие ќе се дадете во бегство и кога последен пат имавте комуникација со вашиот враг? Ваквите тенденциозни прашања не се одговара. Пријатно. Кога последен пат имавте? Изјавата на поранешниот шеф на тајната полиција на Македонија, воедно и братучет на Никола Груевски. Меѓутоа, додека си на линк, јас ќе го искористам моментот и да те прашам за тоа што се случуваше на судењето за 27 април. Претходно извести во вестите дека се читаа SMS и Вибер пораки за тоа како се договарало отворањето на Собраниските врати. Така, телефонски комуникации во однос на пораки, СМС и исто така и на Вибер комуникации во однос се виде дека на судењето за 27 април се договарале во група од 40 на лица кои што имале комуникации на денот, конкретно според презентацијата на обвинителството за организиран криминал и обвинителката која го води предметот Вилма Русковска, дека станува збор за 40 лица кои што имале Вибер комуникација на 27 април и пред случувањата на собраниските инциденти, но и
послучувањата. Во него интересно беше што беше споменат и поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски дека еден од поранешните всушност владини функционери кои што се во таа Вибер група стануваше збор понатаму и за поранешниот министер за образование Спиро Ристовски премеѓу преостанатите владини функционери и директори на државни и на јавни предпријатија, како поранешниот директор на Водовод Александар Атанаслов, Златко Перински на Агенцијата за млади и спорт, но не изостана и пратениците Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, меѓу другите и Владо Пишев. Во разговорите се договараат како повеќе толпа да има пред законодавниот дом точно на 27 април. Се зборува за тоа кој кога влегува во собранието без имење и презимење нормално, туку само се потенцира моментот дека некој влегува во законодавниот дом. Беше интересен моментот дека и Крсто Муковски и Јанакиевски имаат комуникација посебна на Вибер, исто така во однос на пратеничката функција на Муковски тој ден и постапувањето на коалицијата ВМРО-ДПМН во парламентот, но и со посебна комуникација и со по инцидентите на 27 април со Трајко Велјановски меѓу Муковски. Тоа што сакам да го напоменам е дека конкретно Јанакиевски, кој што е обвинет во предметите на специјалното јавно обвинителство, беше интересно и за медиумите и за јавноста дека се споменува и во телефонските комуникации за 27 април, меѓутоа одбраната пак вели дека овие комуникации се биле прибавени на ден по собраниските инциденти, меѓутоа нема докази да ни ги покажат на новинарите од вештачања дека тоа е токму така. Инаку денеска со лисици на рацете обвинетиот Милијан Киевски од притворот во Скопскиот истражен затвор беше донесен тука во кривичниот суд за судскиот процес Тенте. Во процесот бидејќи и обвинат бегалецот Никола Груевски, на него веќе на поранешниот премиер му се суди во отсуство. Јас тука би се одјавил, а подоцна во вестите ќе ги имитуваме и изјавите на адвокатите во однос на тоа дека се лиферуваа во јавноста информација дека Јанакиевски побарал амнестија од Иванов, меѓутоа токму ги испрати адвокатскиот тим да негираат таа информација и да кажат дека тој бил на средба со Иванов, но не беа прецизни адвокатите за барал амнестија. Да. Исцрпен во извештајот, ни влагаше од случај во случај, не успеавме да поставиме некое прашање помеѓу, иако имавме такви. Видите, можеме да ги погледнеме инсертите кои што ги имаме од пред кривичниот суд. Да, она што го најави колегата Стефановски, денеска освен судењето за настанито 27 април во судот и судење за случајот ТНТ и уривање на Космос. Еден од обвинетите денеска е спроведен на судење од истражниот затвор Шутка. Во овој случај секако Милијан Киевски, меѓутоа е вклучен и поранешниот премиер Никола Груевски. Јас ќе ги замолам колегите од режијата пред да се преселиме линковски во Унгарија, да ги погледнеме инсертите доколку се веќе подготвени. Милијан Киевски денеска во судница како дел од случајот ТНТ изјавил: старите велат, не можете по магарето, удрете по самарот. Повторуваме оваа изјавата од Милијан Киевски, кој што денеска од затворот Шутка беше спроведен на случајот, односно на денешното рочиште за случајот ТНТ, кој се однесува на уривањето на објектот Космос на бизнисменот Фијат Цановски. Напоменувам додека ги гледате инсертите дека обвинети во овој предмет се Милијан Киевски, Никола Груевски, меѓутоа и поранешниот градоначалник на општина Газибаба Тони Трајковски, градежна инспекторка од оваа општина Газибаба и тројца членови на општинската комисија за набавки. Во ред, сега ако тука го заокружуваме судскиот дел од денот, би рекле, и јавувањето на колегата Стефановски, на линија веќе имаме колешката Атовска. Кристина, добар ден. Добар ден од студената Москва, Елена. Зборуваш со Анета, меѓутоа еве добар ден и од мене, знам дека. Кристина, добар ден денеска. Многу слабо се слушаме. Мора да кажам дека тонот ми е на вистина слаб и комуникацијата со студио. Не знам дали се работи за сигналот или можеби нешто друго е во прашање.
Меѓутоа, сепак ќе го воспоставиме ова линковско вклучување. Да кажам само дека денеска главна тема во унгарските медиуми се ВИП мигрантската политика која ја води Виктор Орбан, меѓутоа и начинот на кој Никола Груевски избегал од Македонија. Во провладините медиуми се појавија шпекулации дека Никола Груевски ја поминал границата со бугарски пасош, меѓутоа според нашите информатори овде и според нашите извори, тоа сценарио е малку веројатно, бидејќи станува збор за тоа дека унгарските власти сакаат само да го тргнат вниманието од себе и како и новинарите и нашите новинарски прашања и да ги упатат кон бугарските власти. Унгарските власти наводно за руските медиуми рекле дека треба да се испитаат нивните бугарски колеги, односно кој, како и зошто му издал пасош на Никола Груевски. Ова може би следува по бегството на двајцата разузнавачи, Груевски и Бошковски, кои знаеме дека избегаа со бугарски пасоши, беа фатени на Солунскиот аеродром и исто така нивната крајна дестинација требаше да биде Будимпешта, но тоа не се случи. Може би токму таа случка сега унгарските власти се обидуваат да ја искористат за да го тргнат вниманието и, како што кажав, бројните новинарски прашања од себе и да ги преусмерат на друго место. Ние сега сме, после ова линковско вклучување, ќе се упатиме кон една голема медиумска куќа и заедно со нашите колеги, заедно ќе се обидеме да направиме споредба на сите оние информации кои досега ги имаме и ние и тие прибрано за во обид, нели, секако да дојдеме до вистината и до опиплива информација за тоа каде би можел да се наоѓа во овој момент Никола Груевски, како точно ја напуштил државата и што се крие зад помошта на Виктор Орбан за Никола Груевски. Студија? Кристина, оно што можеме да го забележиме и самата го најави, некако брзо се шират информациите во Будимпешта дека екипа на нашата куќа е веќе присутна таму во изминативе 2 дена и интересно е што токму домашните, па и некои странски екипи кои што се таму имаат желба и волја да се сретнат со вас и да остварат соработка. Кажа дека ќе заминете во една таква наскоро, но дали еве има и нешто што можеби не знаеме од овдека, а го има како интерес токму за нашето присуство, односно генерално за присуство на македонска новинарска екипа во Унгарија. Ние веќе 2 дена секако ги соопштуваме сите информации до кои доаѓаме, меѓутоа сите други новинарски куќи, како што кажа и големи светски медиуми, исто така имаат своји информатори овде и, како што веќе кажа, голем дел од нив веќе не исконтактираа за да ги споредиме нашите информации, нивните, да видиме кој извор е релевантен, кој не е и секако заеднички да се обидеме да стигнеме, да дадеме одговор на јавноста на неколку важни прашања во овој момент. Овде ќе те ослободиме и ќе ти се заблагодариме. Ти следните информации секако веднаш почнуваш да ги сумираш и да ги собираш за следното линковско вклучување. Во продолжение ќе погледнеме изјавата која што унгарската телевизија 24 ја пренесува токму од унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој што на прашање од новинар од оваа унгарска телевизија која што ја споменав 24 му одговара на прашањето за азилот на Груевски да се бара одговор кај правните експерти. Megyünk most éppen dolgozni. De csak az, hogy egy macedón bűnöző érkezett illegálisan az országba, és miért nem a tranzitzónában van jelenleg, ezt szeretnénk megtudni. Това е правно прашање, одговорот побарајте го кај адвокатите. Да, тоа е изјавата на Орбан, која што ја чекаме веројатно повеќе денови, конечно денес успеавме да слушнеме и фала што не упати на адвокатите. Денеска се случи пресконференција во владата на Република Македонија, на која што секако портпаролот на владата Миле Бошњаковски имаше изјави на повеќе прашања. Да, едно од прашањата секако беше за Никола Груевски.
Тој нагласи до Унгарското Министерство за правда деновиве дека ќе биде доставено барањето со целокупната документација за екстрадиција на поранешниот премиер на Македонија. Повторуваме, ова го изјави денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски, кој вели дека се работи за обемна документација од околу 400 страници, која ќе биде соодветно преведена и доставена до унгарските надлежни власти. Паралелно со ова инаку се спроведуваат и две постапки во МВР со цел да се утврди начинот на кој што Груевски побегнал од Македонија. Одделот за внатрешна контрола спроведува постапка за можна инволвираност на полициски службеници дека му помогнале, а дополнително секторот за внатрешни работи Скопје, односно СВР Скопје, го утврдува начинот на неговото бегство, како и евентуално надворешни лица кои му помогнале. Министерството за внатрешни работи до Министерството за правда ја има доставена информацијата дека бегалецот Груевски се наоѓа во Будимпешта. Министерството за правда веќе од надлежните судови ја собира во текот на вчерашниот ден, во денешниот ден, ја собира преку испратено барање се вкупната документација во однос на случајот. Таа ќе биде комплетирана, преведена соодветно и доставена до унгарските надлежни органи, во случајов Министерството за правда на Унгарија. Во документацијата, помеѓу другото, ќе има и образложение зашто Никола Груевски треба да биде екстрадиран во Македонија. Се работи за обемна документација, над 400 страници, меѓутоа без разлика на бројот на страници, ова барање ќе биде и официјално доставено до Унгарија во текот на овие денови. Во моментов, во однос на овој настан, тоа што можеме исто да ви кажеме дека во рамките на Министерството за внатрешни работи во тек е постапка за утврдување на начинот на кој осуденото лице Никола Груевски е напуштил територијата на Република Македонија. Оделот на внатрешна контрола спроведува постапка за можна инволвираност на полициски службеници во ова дека му помогнале, а дополнително секторот за внатрешни работи на Скопје го утврдува начинот на бегство, како и евентуално надворешни помагатели кои што му помогнале. По завршување на овие две постапки, Министерството за внатрешни работи ќе излезат во јавност со целосна слика за тоа како што е организирало бегството на Никола Груевски. А шефот на унгарската дипломатија Петар Сијарто денеска телефонски разговарал со неговиот македонски колега Никола Димитров за случајот со поранешниот премиер на Македонија Никола Груевски, кој пребега и побара азил во Будимпешта. Соопшти МНР на Унгарија. Сијарто му кажал на Димитров дека барањето на Груевски за азил во Унгарија е правно, а не политичко прашање, како и дека унгарските власти ќе одлучуваат целосно според меѓународното право. Во разговорот инициран инаку од македонска страна, Сијарто нагласил дека Македонија и натаму може да смета на силната поддршка од Унгарија во процесот на интеграцијата во Европската Унија и во НАТО. Никола Груевски не е бугарски државјанин и никогаш не поднел документи за бугарското државјанство, соопшти Бугарското Министерство за правда по информациите во одредени унгарски медиуми, дека Груевски во Унгарија избегал со бугарски пасош. Оваа информација денеска ја негира и премиерот Бојко Борисов. Тој вели дека ниту барал, ниту му бил издаден бугарски пасош. За потсетување, Борисов важи за еден од почитуваните премиери во Европската Унија. Муабетот со Груевски, како што знаете, воопшто не му одеше. При една прилика тој дури искоментира дека воопшто не комуницира со Груевски, односно дека избегнува секаква средба, а нагласи и дека не сака ниту да му каже добар ден. Од партијата на Никола Груевски, која што тој беше долгогодишен лидер, а моментално е актуелен почесен председател, вела дека Заев и Спасовски знаеле дека Груевски не е во партискиот штаб, но сепак претресувале членови и активисти. Обвинуваа дека власта го злоупотребува бегството, го прикрива својот дебакл со лажно вперување на прстот кон ВМРО ДПМНЕ. Од партијата бараат неотповикливи оставки од Заев и од Спасовски. Одговорноста за движењето, за методите и за начинот на бегство на Никола Груевски е во власта. Кај аболицираниот криминалец Зоран Заев и неговиот одговорен министер за прогон и терор Оливер Спасовски. Со овој случај и со менаџирањето на политичкиот прогон, Заев и Спасовски го допреа дното. Двајцата мора да си поднесат неотповикливи оставки заради нефункционирање на институциите и разорување на Република Македонија. Заев и министерот за прогон и терор Оливер Спасовски мора да престанат да ја лажат јавноста. Тие во рацете ја држат целата безбедност и во такви услови велат дека не знаеле за движењето на Никола Груевски.
Груевски е човекот против кого тие со години водеа политичка хајка, фрлаат дрва и камења и го третираат како државен непријател број 1 и сега сакаат да кажат дека не знаеле каде бил, каде се движал, на кој начин им избегал. Соединетите Американски држави пак сметаат дека Груевски треба да си ја отслужи затворската казна во својата земја. Ова го изјавил представник на Американскиот State Department за Politico.eu. Во правен и транспарентен процес, Никола Груевски беше осуден од Македонскиот суд за злоупотреби на службената должност и осуден на 2 години затвор. Пресудата беше потврдена и на други судски инстанци. Дополнително Груевски е обвинет во уште 4 кривични предмети. Ние сметаме дека судските постапки во Македонија треба да продолжат, а Никола Груевски да одговара пред македонскиот правосуден систем, повторувам, ова го вели представникот на Стейт Департментот. Уште една тема од земјава пред крајот на вестите, односно пред крајот на блокот вести од Македонија, согласно најновите измени на Законот за финансирање на политички партии, Државната изборна комисија ќе биде задолжена да постапуваат во наредниот изборен циклус, односно да го направат потранспарентен процесот на доставување извештаи. Извештаите да бидат составени од веродостојни податоци, како што налага законот, со цел да се надминат сите сомнежи околу финансирањето на политичките партии. Политичките партии треба да бидат отчетни за парите кои ги трошат, бидејќи тоа е јавна активност со голем ризик за корупција, која ја подкопува довербата кај граѓаните, порача евроамбасадорот Самуел Шбогар на денешната тркалезна маса на тема ревизија на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи. Ова е исто така показател на важните напори на Собранието на Република Македонија, кога станува збор на измената и дополнувањето на Законот за финансирање на политичките партии, со што политичките партии сега имаат дозвола да користат повеќе буџетски средства од државата, значи сега е скоро двојно зголемено, од 0,6 се зголеми на 0,15% поени. И сега политичките партии имаат и можности за други финансирања, меѓутоа се намалија индивидуалните придонеси и сега има исто така дополнително можност за финансирање преку кредити или заеми. За председателот на Собранието Талат Џафери, никој не е имун од злоупотребата на државните средства, па ниту политичките партии. Финансирањето на политичките партии и на кампањите е работа која ги засега и демократски развиените држави со функционални институции, бидејќи и тие не се имуни кон злоупотреба на јавните средства и затоа поради оваа причина се објект на контрола, на постојана контрола од страна на ревизорските институции кои уживаат авторитет и доверба во светот, но и кај нас. Државниот завод за ревизија до крајот на годинава најави ревизорски извештаи за партиите и парите потрошени во кампањите. Државниот завод за ревизија во тек е на изработка на ревизорски извештаи во однос на редовното работење кај 5 политички партии. Станува збор за политичките партии, нели, кои што учествуваат со највисок процент во приходите добиени од буџетот на Република Македонија. И со овие ревизии ќе извршиме опфат на околу 70% од средствата од буџетот на Република Македонија. Оваа година во тек се ревизии на 18 учесници во изборната кампања за локалните избори 2017 година. И со овие ревизии ќе извршиме опфат на 99% од вкупните приходи и расходи во овој изборен процес. Овој твининг проект го спроведуваат државните заводи за ревизија на Бугарија, Хрватска и на Македонија во соработка со Македонското собрание. А од вестите од светот издвојуваме исто така неколку наслови. Нов турски закон ќе предвидува најмалку 50 години затвор за убиство на дете. Самитот за формализирање на договорот за Брекзитот е на 27 ноември. Лидерката на третата поред големина политичка партија во Албанија, Социјалистичкото движење за интеграција и сопруга на албанскиот претседател Илир Мета,
Моника Круемада, денеска од Драч повика на сенародни протести за уривање на владата на премиерот Еди Рама. Таа нагласи дека единствениот пат за заменување на Рама се сенародни протести, зашто, како што рече, нејзината партија соработува со сите опозициски партии. Според неа, зајакнувањето на социјалистичкото движење за интеграција е гаранција за подобра Албанија, далеко од организираниот криминал и сиромаштијата. Претходни подпредседателот на албанската опозицијска демократска партија Еди Палома, пренесувајќи го ставот на здружената опозиција, изјави дека заменувањето на премиерот Рама би бил патриотски чин, зашто сите патишта, вклучувајќи го и насилството, се легитимни. Најмалку 50 години затвор за убиство на дете предвидува нов турски нацрт закон, објавен денеска во турските весници. 50 години затвор за убици на жени и деца, пишува весникот Хуриет, и додава дека законот за казните за убиства целосно ќе се менува. Владата предвидува зголемување на казните за криминалци кои извршиле убиство на жена или дете, за насилство или за сексуална злоупотреба над жена или дете, информира весникот. Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција и САД се долгогодишни сојузници, кои треба да се почитуваат меѓусебно и оти Франција е сојузник, а не соперник на САД. Изјавата на Макрон е реакција на неколку напади на американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер. Во 5 твитови во посетата на Франција, Трамп го критикуваше овој важен сојузник на САД, поради тоа што речиси бил поразен од Германија за време на Втората светска војна и за нискиот рейтинг на Макрон. Макрон како пример ја посочи француската поддршка за САД за време на нивната војна за независност и поддршката од САД за време на двете светски војни, додавајќи дека Трамп се однесува така поради внатрешно-политичките причини. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск потврди утрово дека Европскиот совет за Брекзит ќе се одржи на 25 ноември. Постигнатиот договор за напуштање на Велика Британија на Европската Унија, кој содржи речиси 600 страници, треба сега да биде разгледан од страна на земјите членки на Унијата, објасни Туск. Во наредните денови амбасадорите ќе ги споделат гледиштата на земјите членки за договорот. Членките имаат 48 часа да го евалуираат договорот, а до четврток треба да завршат со оваа работа, порача Туск, кој изрази надеж дека нема да има премногу коментари. Доколку не се случи ништо вонредно, саметот за формализирање и финализирање на договорот за Брекзит ќе се одржи внедела наутро на 25 ноември, изјави Туск. Тој рече дека главниот преговарач од страна на Европската Унија, Мишел Барние, успел да ги одбрани европските интереси и да ја ограничи штетата од одлуката на Велика Британија да ја напушти заедницата. Тоа беше се во овие вести. Друштво на почетокот ми правеше колешката Анета Кочишки, која веќе се подготвува за следниот термин, предвиден за разговори во денешното студио 1 со следните наши гости. Ви благодарам за вниманието и секако не го менувајте каналот.